Почитувани присутни, добродојавте на втората сесија од вториот ден на конференцијата Е-општество. Сесијата е со назив Отворено дигитално образование во Северна Македонија, придобивки од користење на ИКТ во образовниот процес. Моето име е Гоце Арсовски, офицерот за програмска подршка во Фондација Метаморфозис, и во наредните 60 на минути ќе се обидам да модерирам оваа сесија. Нашите панелисти преку нивните излагања ќе се обидат да го доближат светот на образованието, образовниот процес во нашата земја со фокус на онлайн наставата или дигиталното образование од март па до веќе и денес. Кои беа главните предизвици со кои се соочуваш наставниот кадар, училишниот менеджмент, но и родителите, а и самите ученици како крајни корисници на еден вид на образовниот процес. Ќе слушнеме како и целиот процес на ненадејна дигитализација се одрази врз поширокиот контекст на донаторската заедница, институциите и така натаму. Накратко само од мене, значи во изминатиот период Фондацијата Метаморфозис во партнерство со Фондацијата Отворено општество Македонија, преку нивната поддршка и повеќе децениска поддршка би додал на образованието во нашата земја, спроведе многу активности и на терен, кога условите го дозволуваат тоа, и меѓутоа и онлайн со почетокот на пандемијата. Обучивме стотици наставници и наставнички за создавање, користење отворени образовни ресурси, спроведовме вебинари за користење најголемите e-learning платформи, спроведовме емпириско истражување за состојбите со онлайн наставата, организиравме и надпревар за најовар наставник-наставничка за 2020. За повеќе детали можете да прочитате на нашите страници metamorphosis и or.mk. Сега да не должам многу, ве поканувам да ги чуеме излагањата на нашите панелисти. Додека ќе ве замолам, значи, за прашањата, ќе ги одговориме на крајот на сесијата. Можете да ги напишете и во чатот, можете и да кренете рака кога ќе завршат сите панелисти, ќе се обидеме да ги одговориме вашите прашања. Прва ја поканувам господја Наташа Ангелеска од Фондација Отворено општество Македонија, која ќе зборува повеќе околу предизвиците и можностите во образовниот сектор предизвикани од пандемијата COVID-19. Наташа, повели. Добар ден и од мене. Здраво, Гоце. Ви благодарам за поканата да учествувам на овој панел кој што го посветивте на областа образование. Јас само сакам да кажам неколку работи, а тоа е дека предизвици во образованието постојат и пред пандемијава, односно особено врзани со она што вие го нарекувате ИКТ во наставата или информацијско-комуникацијски технологии кои што треба се користат, некој се обидува да ги користи колку тоа успешно го правиме во нашиот образовен систем. Јас само да споменам дека Фондацијата Отворено општество Македонија, ти самиот спомна, меѓутоа да потврдам дека повеќе од 27 години всушност работи во нашата држава и посветено се труди да инвестира и да работи во областа образование. Пред се, тука мислам на инвестиции кои што нашата фондација ги превзела и во инфраструктурна поддршка на образовните институции, меѓутоа и во техничка, технолошка и во човечки ресурси, поддршка на човечки ресурси, односно преку бројни образовни едукации на наставен кадар од предучилишно, почнувајќи од предучилишно па се до високо образование. И сега во тие 26 и повеќе години, еве јас барем 20 сум вклучена како програмски координатор и преку работа на многу интервенции и проекти. Точно е дека во нашиот образовен систем се соочуваме со големи предизвици, меѓутоа јас би споменала дека најголем предизвик е всушност постоењето на нееднаквост или на јазови во пристапот во образование, колку и да нашиот устав и нашите закони гарантираат еднаков пристап за сите ученици во образовниот систем. Кога ќе влеземе во училиштата, кога ќе се осврнеме околу себе, ние гледаме дека тоа не е баш лесно остварливо. Тоа не е само проблем на нашата држава, тоа го има и глобално во светот, не е дека 100% можеме да осигураме
пристап до образование на сите ученици. Меѓутоа, важно е какви се чекори се превземаат и колку тоа може да се надмине на различни начини. И сега, ако тука гледаме нели законски и по устав, ете тие основни предуслови се задоволени, значи ние и по устав и по закон се сложуваме дека сите деца треба да бидат во училиште, односно образованието е задолжително за сите во нашата држава и тоа и во подолг период, значи покрај основното и средното училиште е предизвикано. Меѓутоа, кои се тие проблеми кои што ни се со кои што се соочуваме ете во овој пристап? Јас би рекла дека не е доволно да се обезбеди само еднаквост, туку треба да се обезбеди и правичност, и тоа се овие два термини со кои што ние често пати како да знаеме да ги разбираме погрешно, односно да сакаме да мислиме дека ако обезбедиме еднакви услови, односно дека секој може да дојде во училиште со наполната таа и таа возраст, нели може да го запише своето дете. При тоа некогаш нели пречка се на пример еве имунизацијата или тој картон за имунизација кој што на некои дечиња и оневозможува да се запишат во училиште. И тоа, ако го гледаме вака објективно, викаме да, па ние мора да се трудиме нели децата да бидат здрави и да не нели предизвикуваме, се грижиме за јавното здравје општо, не за и за индивидуалното здравје. Меѓутоа треба да сме свесни дека па не сите деца можат да го добијат тоа картонче пред се, бидејќи можеби немаат здравствена заштита, можеби не се ни запишани во матичната книга на родени. Значи ние мора да бидеме свесни дека таа правичност не е обезбедена за сите уште при уписот или влезот во основното образование. Ако тргнеме еве од овие бариери, кои што некои ги викаат административни, меѓутоа далеку се од административни. Значи тоа се суштински системски пречки кои што оневозможуваат правичен влез на учениците во нашиот образовен систем. И сега тука можеме да говориме и за други предизвици, например дека откако еве и да успееме сите деца да ги запишеме во образование, како тие може да напредуваат. Значи дали сите имаат еднакви ресурси дома и на училиште за да може да напредуваат. Јас би рекла дека некои од нашите деца, иако се во помал процент, меѓутоа ние мора да се грижиме за сите деца, немаат добри ресурси нити во домашни услови, нити на училиште да ја добиваат соодветната поддршка за да можат да ги постигнуваат резултатите. Бидејќи ние ако говориме вака погенерално, може да кажеме дека имаме achievement gap или она што се вика јас во постигнувањата кај учениците. Меѓутоа тоа е предизвикан од така наречениот opportunity gap или јас во можностите. Значи ако некој дете не го разбира доволно јазикот на настава или нема ресурси на на јазикот кој што најдобро го разбира, на мајчиниот јазик, за да ја следи наставата, тогаш нормално е дека таа можност му е ускратена и дека ќе потврли и во постигнувањето на резултатите. Со овој вовед сакав да кажам дека фондацијава последниве години многу работи на прашањето на обезбедување подобри услови за учениците кои што следат настава на јазиците на помалобројните заедници во државава. И ние во изминатите 3 години поддржуваме 10 училишта вака по, да речам, активно и преку обезбедување на дидактички средства и преку обука на наставен кадар, дел од обуките ги спроведовте и вие како Метаморфозис, меѓутоа и во помош со библиотечен материјал или материјали за учење на нивниот мајчиниот јазик на учениците или на јазикот на настава, кој што исто така според устав и закон е овозможен во нашата држава во основното образование. И сега сите овие пречки или предизвици кои што ги споменав пред малку, најдрастично се изразија всушност кога ние на почетокот на оваа година се соочивме со глобалната криза со пандемијата со COVID-19 и бидејќи работиме во 10 училишта кои што се претежно во рурални средини, кои што имаат многу така наречени сателит училишта или подрачни училишта, увидовме дека многу потешко е да се справат со предизвиците глобално кои што ги осетија сите училишта, еве и училиштава во Скопје или во другите поголеми градови, од типот нели пристап до ресурси од компјутери, од техничка опременост на наставниците и понатака, се надевам другите говорници ќе го покријат тоа подлабоко од мене, и со
вештини за да можат да држат настава нели оддалечина или во домашни услови. И тоа е едниот дел од прашањето, а вториот дел од прашањето беше како учениците па да пристапат до таа настава да оддалечина или учење од дома. И свесни сме сите, имаше многу пишување и од страна на новинарите, меѓутоа и ние како некои кои што се грижиме нели за да се постигнат одредени подобри резултати или да се надминат предизвиците во образование, се потрудивме. Увидовме дека е потребно значи да се покриваат одредени недостатоци во моментот кога е можно и согласно нашите ресурси. Така што за овие 10 училишта ние обезбедивме одредена техничка опрема, се со цел да може со почетокот на оваа учебна година, кога стана веќе јасно дека и оваа учебна година ќе биде нели од сличен или ист тип за нашите ученици и за наставниците, да можеме да им обезбедиме колку толку подобри услови за да се одвива таа настава. И не само за наставниците и за училиштата, ние обезбедивме и 350 таблет уреди за ученици од социјално загрозени семејства. Тоа го направивме и со помош на нашата тематска програма од Лондон за поддршка на образованието и верувајте дека сметаме дека колку толку успеваме да намалиме дел од јазот кој што постои и за овие ученици и во овие училишта. Има многу интересни прикази кои што ние во едно истражување дел само ги офативме, например дека во текот на месец мај, јуни, кога беа потребни нели да се заклучат оценките за претходната учебна година и кога требаше да се обезбедат нели докази дека учениците сепак нешто работеле и во домашни услови, колку тоа успеале нели да го постигнат, да го совладаат материјалот и слично. Имавме наставници кои што одеа од врата на врата кај учениците и заедно со нив преку оградата, значи пробуваа да им го објаснат материјалот и плюс нели да обезбедат некој пишан документ кој што би го ставиле во портфолиото на тој ученик. Зошто тоа го правеа? Затоа што нема нели нити доволно силен и континуиран доток на електрична енергија, нити доволен доток и силен интернет пристап, односно сигнал во некои средини, особено во овие училишта каде што ние работиме. Гоце ги знае подетално, бидејќи патуваше и знае, например, на која надморска висина сме се качувале за да стигнеме до тие, а реалноста за тие ученици е дека тие таму живеат, тие таму си престојуваат и за нив е ова всушност чудно, дека ќе мора да седат пред компјутери и да не слушаат нас или нивните наставници и на тој начин да учат и да стекнуваат знаење и вештини. И сега, ако пак се вратам на некои податоци кои што преку едно друго истражување со помош на Сдруженијето ЗМАј го реализиравме, иако минатата година, значи во 2019 година беше спроведено, јас ќе ви кажам едни поразителни податоци, а тоа е, например, дека најголем дел од училиштата, овде беа испитани всушност 48 училишта од 10 општини, вика не се поврзани со интернет, но врската е најчесто со прекини, а училиштата си плаќаат нели од дополнителни средства за интернет, за постабилна интернет конекција. 29% од компјутерите им се само во функција, а 71% биле вон функција. Сега јас знам дека летово се обидува и некој од нив ги оспособија за да се држи наставата, меѓутоа ова се навистина поразителни податоци. Уште попоразително е дека во просек во 48 истражувани училишта, во просек вика се поседуваат еден функционален компјутер за 23 ученици. Меѓутоа да е иронијата уште поголема, овие компјутери, иако функционални, претежно се користеле во администрацијата, за административните потреби на училиштето, а не за држење на настава. И сега, ако сме соочени со вакви податоци, со вакви факти минатата година, оваа година, пак ќе речам, и ние како фондација, и знам и дека други донатори, па и владата и општините, се обидоа да надополнат дел од овие потреби во училиштата од аспект на техничка опременост. Меѓутоа, останува фактот дека потребна е обука и поддршка на наставниците. И кога викам обука, не викам само нели на еден час предавање или еве еден ден нека биде или 10 часа на континуирана обука, потребна им е континуирана поддршка на тие наставници за да се реализираат овие часови, за да може колку толку да се постигне
некое учење, предавање на децата на оддалечина, кое што ќе им овозможи самостојно учење на учениците. И уште ова ќе спомнам, гледам дека времето изминува, не сакам да навлегувам нели во следните дискутанти. Меѓутоа, сакав да кажам дека проблемите се многу подлабоки, односно предизвиците за оваа влада и за некоја наредна, претпоставувам ќе останат, дека ние изгубивме генерации кои што се научија да совладуваат содржини, да меморизираат факти, но меѓутоа многу малку ги научивме нашите деца за самостојно учење. И тоа е она на што треба да се стави фокусот сега. Значи, нашите ученици да се научат да го издвојат важното од неважното, да им оставиме простор сами да проценат што е она што за нив ќе користи за да се решаваат животни проблеми. Затоа што се соочуваме со еден мал вирус кој што не ни е ни видлив, меѓутоа не исправи пред позиција да сите се затвориме дома и сега наместо тоа да го искористиме во нивна едукација, како нели да се справуваат и со вакви ситуации, ние се преправаме дека е се нормално и дека треба нели да се заврши лекцијата, не знам, по географија за Австралија или слично. Се е во ред, јас не сакам да обвинам никого, ниту пак да предизвикам нели сомнежи во оние кои што донесуваат одлуки во образовните политики, меѓутоа треба малце да се осврнеме кон она што се потребите реални сега во овој момент за да не правиме грешки кои што се направени во изминатите. Еве јас ќе речам само 20 на години откако јас барем работам и се обидуваме нешто да направиме во училиштата и во нашиот образовен систем. Толку од мене, ако има прашања, тука сум. Благодарам. Фала ти, Наташа, за за излагањето. Да, меѓутоа, нели и географијата е се уште битен релевантен предмет, така да знаат децата и за писатестовите, мора каде е Австралија, каде е Австрија. Мала шега. Би сакал да се надоврзам, еве, многу накратко само за ова последно што спомна околу децата кога ги тераме на некој начин само да меморизираат, да не истражуваат самостојно и да не вакво критички да не ги евалуираат информациите што им се презентираат. Тука само ќе ги споменам отворените образовни ресурси и нивната важност во овој контекст, односно и особено за руралните средини, како што спомна и Наташа, каде што не само интернетот, него туку и пристапот до основните, да ги речеме, наставни помагала, учебниците, е проблематичен, можеби. И посебно па на јазикот на настава на кој во одредени места е различен од македонски. Повеќе за ова ќе ни зборува господинот Сеат Джигал, го поканувам Сеат Джигал да се вклучи, професор на Меѓународен Балкански универзитет. Тој ќе ни зборува за неодамнешната ажурена анализа на регулаторна рамка за спроведување на отворени образовни ресурси во наставната програма, односно како можеме, дали треба да ги воведеме отворените образовни ресурси во образовниот процес. Повели се. Гоце, благодарам многу, благодарам за поканата, благодарам за организирањето на оваа сесија, која што е многу важна. Мислам дека е интегрален дел од една поширока тема како што е образованието и дигиталните технологии. Мислам дека може многу да придонесе за не само за промовирање на некои нови знаења и вредности, туку и да го направи пофункционално севкупното образование. Оваа тема е доста специфична. Јас го се би напомнал дека веќе некои 10 години наназад, најмалку една декада, деценија, се работи на неа, има проекти, значи зборувам за отвореното образование, каде што дигиталните технологии можат поефикасно да се вклучат и да го подобрат образовниот процес. Би дал еден малку поширок контекст кој што е важен, дека еве оваа 2020 година веќе полека се приближуваме кон третата деценија на отворениот интернет. Значи интернетот кој што е отворен за слободно користење на граѓаните ширум светот. И во овие 3 децении, речиси 3 децении, вклучувајќи ја и Македонија, интернетот помина низ повеќе фази. Теоретичарите, истражувачите, аналитичарите наведуваат главно три фази на развој на интернетот. Првиот е популаризација, односно ширење на интернетот, значи правење тој да биде подостапен до корисниците. Втората фаза низ која што исто така поминавме е комерцијализацијата на интернетот, односно зголемување на
економските текови, процеси, фактори во користењето на интернетот, и третиот е политизацијата на интернетот, за кој што жал најчесто знаеме само за преку негативните појави, како што е пропагандата, дезинформацијата и така натаму. Ова го напомнувам за да дадам еден контекст кој што е многу важен за нашата тема, е тоа е дека трансформациите на интернетот се движат во една спротивна насока во однос на отвореноста на интернетот. Значи, не е дека интернетот не е отворен се уште, туку тој станува помалку отворен. Се зголемува, да речеме, содржините, опциите, пристапот на интернет за кој што треба посебен пристап. Најчесто да се плати, да се има некој привилегиран пристап, да сте член на некоја организација, институција и така натаму. Значи, оваа трансформација на интернетот некако ја релативизира или ја намалува отвореноста на интернетот, што е многу важно за нашата тема. Не е дека, значи, првите генерации на корисници на интернетот го знаат интернетот во една малку поинаква, да речеме, форма, со еден посилен слободарски дух и така натаму. Но, да се вратиме на нашата тема. Нашата тема се отворените образовни ресурси. Колку интернетот може да го помогне образовниот процес на секој ниво. Значи, од основно образование, преку средното и високото образование, се до специализираните научни и истражувачки активности. Тој може многу да помогне, но во оваа денешна форма, особено кога зборуваме за Македонија, не е доволно. Не е доволно. Значи, потребни се повеќе активности, повеќе проекти за подобра координација, потребни се обуки кои што работниците, наставниците, истражувачите, професорите и така натаму ќе им олесни по пат на интернетот и дигиталните технологии да ја вршат својата работа. Само би сакал да кажам дека ако зборуваме за регулативната рамка во Северна Македонија во однос на образовните ресурси, дека тоа треба да се напомене дека тоа е уставна категорија. Значи, во самиот устав на Република Македонија утврден како дел од економските, социјалните и културните права, во член 44 се дефинирани следните одредби кои се однесуваат на образование. Тоа е следново, дека секој има право на образование, образованието му е достапно на секого под еднакви услови, и трета клучна ставка, уставна одредба е дека основното образование е задолжително и бесплатно. Сега и средното вклучено со законски решенија. Значи, нашиот устав овозможува една одлична платформа и широка рамка за интеграција на отвореното образование. Во текот на оваа година, како што напомна претходната говорничка и ти, Гоце, во твојот вовед, бевме соочени со една голема криза каде што образованието во еден кус рок мораше да се трансформира. Значи, дигиталните алатки, интернетот, онлайн средствата од една угодна или пригодна алтернатива стана, значи, главна алатка и платформа за извршување на образовниот процес. Значи, таа трансформација мораше да се изврши во еден кус рок. Се разбира, тука се соочивме со многу проблеми, но клучниот заклучок и она што Гоце ние го утврдивме во нашата ажурирана анализа и во достапните информации, дека недоволно добро беше спроведена оваа постапка, дека имаше проблеми. Се разбира, тој успеа да го продолжи образовниот процес, но се соочивме со некои објективни проблеми на кои што треба да се фокусираме. И оваа конференција и други настани се добра пригода тие проблеми да ги проанализираме малку по-детално. Би кажал дека Република Северна Македонија има одлична, солидна законска рамка за применување на отворените образовни ресурси, односно интеграција на интернетот и дигиталните технологии во наставата. Тие се распослани во редица закони, ја само ќе напомнам неколку од нив: Законот за основно образование, средно образование, Законот за високо образование, потоа Законот за образование на возрастни во Македонија, законите кои што се однесуваат на учебниците за основното и средното образование, Законот за електронско управување, Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Потоа имаме редица корисни документи кои што се еден вид на стратешки, да речеме, водилки или документи кои што го помагаат овој процес, како што е стратешкиот план на Министерството за образование од 2020 до 2022, стратегијата за образованието
2018-2025 и така натаму. Значи бројни се овие документи. Немаме проблем со законската рамка. Таа нема негативно влијание врз интеграцијата на дигиталните средства и интернетот во образованието. Оно што е нивен проблем е што постои еден вид на нестратешка интеграција на отвореното образование. Значи, тие се присутни, но не доволно координирани, тие се распослани, малку и фрагментирани во редица закони и стратегии и не се опфатени со еден интегрален документ кој што би се преточил во по-конкретни или по-фокусирани активности на планот на отворени образовни ресурси. Значи, постои спорадично споменување или вклученост на одредени концепти, како што е слободно образование, бесплатни учебници, отворено образование и така натаму. Тие секако имаат свое позитивно влијание врз, јас би ги нарекол, декомерциализација и деполитизација на содржините, онлайн содржините во образованието, но не се доволно интегрирани и би рекол вмрежени. Значи, тука отсуствува една стратешка интегрираност на концептот на отворено образование. Иако се спомнуваат овие концепти, тие не се доволно заемно координирани или преточени во една водечка или носечка активност или план. Од достапните образовни ресурси кои што функционираат на полето на отвореното образование, би ги спомнал секако платформата за онлайн настава Schools.mk и веб порталот, страницата, како и да е веб сервисот e-учебници, каде што наставниците и другите работници во образованието може да најдат доста корисни содржини алатки за нивната настава. Она што е видливо таму е дека не сите образовни содржини се интегрирани на овие сервиси, дека постои можност и повеќе ресурси да се вклучат, особено во делот на практичната настава и така натаму. Значи, се наметнува еден заклучок кој што провеува во нашата анализа дека постоечкиот образовен систем не е доволно функционален. Значи, ние не велиме дека не е функционален, туку тој може да биде пофункционален за да ги оствари и оставните одредби и стратешките цели и да успее во она, да речеме, стратешка определба на градење на информатички технолошко писмено општество, засновано врз знаење. Значи, тука постои простор за дополнително подобрување и многу работа. Обично велиме дека кога имаме доволно закони и стратешки документи, дека тие не се имплементираат. Мора малку да се демитологизира или, како би кажал, демистифицира ова флоскула, дека зад лоша имплементација или недоволна имплементација всушност се крие недоволно работење. Значи, потребно ни е повеќе практична работа за да може да кажеме дека овие документи и стратешки определби се успешно остварени. Оно што не недостасува е, тоа го има и во анализата која што Гоце тие спомна, дека на сите нивоа образовни постојат одредени недостатоци на кои што треба да се работи и тоа долгорочно да се работи. Прво е зголемување на обемот и бројот на дигиталните ресурси. Тоа значи не само учебници, не само вежбанки, не само некои други помошни текстови или образовни материјали, туку и оние практични, да речеме, дигитални ресурси кои што многу би им помогнале на наставниците и на другите вклучени во образовниот процес да имаат подобра интеракција и образовен процес. Значи, тоа се разни видови на програми, видеосодржини, аудиосодржини, аудиоформи, да речеме, на учебниците и така натаму, програми, софтвер и редица други можности кои што интернетот и дигиталните технологии ги овозможуваат, може да бидат многу корисни во наставата. Замислете еден наставник по математика кој што наместо да се мачи да прави PowerPoint презентации за елементарните работи во својот предмет, да може да преземе некој нив и потоа да ги прилагодува, да ги диверсифицира во однос на различните степени на оделенија на кои што предава и така натаму. Тоа многу би го забрзало и подобрило самиот процес. Второто ниво беше спомнато и од претходната панелистка е дека ни недостасува, да речеме, подобра инфраструктура
во многу делови од нашата земја, значи подобар квалитет на широко појаснениот интернет, подобра опрема во смисла на компјутерски системи, компјутерски уреди, таблети и така натаму. Се она што инфраструктурно би го подобрило самиот процес. Потребна ни е исто така подобра поврзаност или вмреженост на учесниците во образовниот процес, на наставниците, на истражувачите и така натаму. Се работи на неа, постои еден прекрасен проект кој што ти го спомна, значи OER.mk, каде што наставниците може да придонесуваат, да аплодираат, да прикачуваат, да споделуваат своји образовни ресурси од различни области и така натаму. Значи потребно ни е повеќе од ова. Еден вид на вмреженост, на поврзаност, на помагање, на споделување, на заемна солидарност на учесниците во образовниот процес и така натаму. Замислете, еве јас низ различни фази на научно-истражувачката работа имав, сега не би се жалал, но би кажал чисто да го споделам искуството, дека многу тешко е да се дојде до некои специализирани материјали, содржини и така натаму. Замислете, сите магистарски, дипломски, докторски трудови да ви се полесно достапни преку одредени веб сервиси. Тоа, еве сега е актуелна темата, историските теми, Гоце Делчев, историјата, споделена или не. Замислете сега, сите заинтересирани да имаат подобар пристап до историските материјали, до сите магистарски трудови, до сите докторски трудови, до сите настапи на конференции или објави во годишни зборници и така натаму. Тоа многу би го подобрило и научното и образовното ниво на самото општество, што во целина ни помага на сите нас. Во сферата на бесплатните учебници можам да спомнам и од лично искуство и од многу други истражувања дека постои еден јаз помеѓу образовните содржини во различните нивоа на образование. Значи, во основното образование имаме повеќе ресурси, во средното образование нешто помалку, а во високото образование најмалку. Значи, потребно ни е еден дополнителен импулс, проекти кои што ќе зголемат свеста за значењето на овие специјализирани содржини, особено за повисоките степени на образование. И оно што секако е важно дека недостасува, значи и на ниво на стратешки документи и на ниво на практични активности обуки. Значи се соочуваме, се разбира, во образовниот систем тој е многу отворен во демографска смисла. Имаме луѓе кои што работат во образованието во своите 20 години, некои во своите 50 и 60 години и така натаму. Значи мора да се води сметка дека таа различна демографија треба да се обслужи, да се помогне, да се со различни обуки, на различни ниво. Значи на основно ниво, на средно ниво, на понапредно ниво. Тие обуки се и во наоѓање на содржини, образовни содржини, и во создавање на овие образовни содржини, на нивно вмрежување, споделување, користење на различен софтвер и така натаму. И конечно би завршил во овој еден дел дека ние недостасува еден вид на стандардизација. Тоа е доста важно, бидејќи ако сите користиме различни методи, различни платформи, различни системи, така натаму, тоа го фрагментира целиот овој систем и оневозможува подобро координирање, подобро, да речеме, вклучување, вмрежување на учесниците во образовниот процес и така натаму. Таа стандардизација не е некој абстрактен поим, тој има, во зародиш беше, да речеме, тој концепт применет во оваа платформа за дигитална настава или настава на далечина и треба да се продолжи. Таа би овозможила стандардизирање каков тип на содржини, на кои оперативни системи, во кои кодови, во кој обем и така натаму. Значи стандардизацијата е исто еден важен аспект кој што би ги помогнала овие процеси. Кој јас тука би привршил да ви оставим простори на другите, а секако отворени сме за дискусија во завршниот дел. Благодарам. Ти благодарам многу, Сеат. Пред да продолжиме само со следните говорници, сакам да ги поканам сите кои следат сесијата да се регистрираат само на линкот, ќе ви биде пратен наскоро во чатот. Ти благодарам, Сеат. Да, низ многу наши дискусии и темите што ги спомни Наташа и ти сега сме ги дискутирале, особено јазот помеѓу основното, средното и високото образование во поглед на образовните и отворените и сите образовни ресурси. Сега би сакал
да малку да се вратиме еден чекор назад и да видиме да слушнеме малку од терен, ајде така да се изразам. Значи сакам да го поканам господинот Алвин Салимовски, директорот на Основното училиште браќа Рамис и Хамит од Чуторизари, кој повеќе искуствено ќе ни каже воедно како дел и од училишниот менаџмент, но и како родител. Повели Алвин. Благодарам, Гоце. Најпрво ми сакам да им се заблагодарам на фондацијата Метаморфозис за укажаната чест да бидам дел од настанот отворено дигитално образование во Северна Македонија, придобивки од користењето на ИКТ во образовниот процес. Како што спомена и ти, јас сум Алвин Салимовски, професор по германски јазик, во моментот директор во општинското Основно училиште браќа Рамис Хамит од Чуторизари, односно најголемото училиште во Република Северна Македонија, која во оваа учебна година 2020-2021 брои вкупно 2030 ученици, распределени во 82 паралелки од прво до 9 одделение. Моето излагање денес ќе биде поврзано со темата предизвици на онлайн наставата во основното образование и научени лекции. Кога станува збор за онлайн наставата, морам да се навретам на периодот од 11 март 2020, кога сите училишта во државата беа затворени, како и сите други институции во државата, така и за нас, наставниците, новонастанатата ситуација предизвикана од коронавирусот беше сосема нова, за која не бевме претходно подготвени и обучени. Сакам да направам само една кратка паралела со собствен пример, за да го доловам стравот на наставниците од непознатото. До пред неколку години јас лично не сакав да погледнам Excel табела. Гледав само редови и колони пополнети со бројки и формули кои не ги разбирам. Стравот да чепнам во формулите беше уште поголем, за да не погрешам нешто и да го уништам документот со сите податоци. Затоа не чепкав, туку само си гледав. И си велев, што си е сигурно, сигурно си. За мене Word беше документ во кој можам да направам се. Кога требаше да израчунам нешто, си одев пешки онака, пенкалото и хартијата или дигитрончето и завршена работа. Сега, покрај мојата сопруга и моите две деца, Excelот ми стана четврта љубов. Не затоа што го знам 100%, туку затоа што сакам да го научам, да осознавам какви можности нуди и сватив дека колку ми олеснува работата. Сличен беше и стравот на наставниците од непознатото и стравот кон онлайн наставата во март. Не дека не си ја знаат работата, туку дека ова е нешто сосема ново на кое не сме навикнати, на кое претходно не било работено. Она што на наставниците во тој период им требаше е огромна поддршка од раководните лица во училиштата. Во нашето училиште се организиравме на следниот начин. Како раководител на училиштето сметав дека мораме итно да реагираме и согласно уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба, формирав тим за поддршка и следење на реализацијата на далечинското учење. Донесовме одлука дека наставата во нашето училиште ќе се одвива преку конференцијскиот сервис Zoom и преку платформата за самоучење. Платформа која ја креиравме сами, на која наставниците од прво до 9 одделение за секој предмет на неделно ниво постираа материјали за учење од дома, презентации, споделуваа линкови, задачи, вежби, задаваа домашни задачи и така натаму.
Исто така, на нашата веб страна формиравме и онлайн библиотека, која се надополнуваше постојано со книги лектири, а за најмалите од второ и трето одделение лектирите беа снимени со аудиозапис и слики во PowerPoint презентации, како и посебна секција со материјали за работа со деца со посебни потреби, на која имаше пристап единствено училишниот дефектолог и одредени наставници, како и платформата за предметот јазик и култура на ромите, на која учениците можеа да најдат дополнителни материјали за предметот. После една недела, на 16 март, почнавме со реализација на видеоконференциската настава. Како раководител на училиштето настојував наставата да се одвива преку конференцискиот сервис Zoom, затоа што сметав дека во овој период треба што е можно повеќе да им помогнеме на нашите ученици полесно да го совладаат новиот наставен материјал. А тоа би го постигнале единствено ако на учениците им овозможиме директно да ја следат наставата, интерактивно да се вклучуваат на онлайн часот и доколку имаат некакви нејасноти да може да прашат, а наставникот да може да им објасни. На веб страната на училиштето беше истакнат распоредот за видеоконференциските часови преку Zoom, со дата и време кога започнува часот, кој наставник ќе го одржи часот, кое одделение, предмет, која наставна содржина ќе се обработи и ID за следење на часот. Опфатени беа сите одделенија од прво до 9 одделение со сите редовни и изборни предмети. Стручната служба, односно педагогот, психологот и дефектологот, беа задолжени да ги следат часовите и да известуваат на неделно ниво за состојбата и вклученоста на учениците на часовите. Секако дека не беше едноставно и лесно да се спроведе сето ова. Во нашето училиште предаваат 114 наставници од различна возраст и секако дека беше нормално и очекувано да не идеме на отпор, посебно од повозрастните наставници кои не поседуваат доволно IT вештини за изведување на ваков вид на настава. Пред да започнеме со онлайн наставата, организирав специјална онлайн обука за предавање со конференцискиот сервис Zoom, која наставниците ја следеа од дома. Со оваа обука, преку практични примери, на наставниците им беше овозможено полесно да се прилагодат на ново настанатата ситуација. Во периодот од март до април беа организирани уште 5 обуки за наставниците од страна на Мировен корпус и Фондацијата Метаморфозис на тема едукативна и интерактивна виртуелна онлайн настава, на кои беа презентирани нови алатки, ресурси, веб страни кои може да ги користат наставниците и се користат во модерната и интерактивна онлайн настава. Секако дека се соочивме и се уште се соочуваме со проблемот на немање интернет и паметни уреди за следење на наставата на далечина. Во периодот од март до септември, преку пишување на проекти и аплицирање на разни повици и фондови, успеав да обезбедам вкупно 320 таблети, и тоа преку Детската фондација Песталоци, Ромскиот образовен фонд, Мировен корпус Македонија, град Скопје и Фондацијата Отворено општество. Што се однесува до научените лекции, можам да кажам дека на наставниците од моето училиште им беше многу полесно да се прилагодат од 1 октомври, бидејќи има веќе предходно искуство со работење во онлайн настава.
во училиштето е обезбеден, значи периодот септември-октомври веќе обезбедивме оптички интернет, обезбедени се 60 десктоп компјутери за секоја училница, наставата со физичко присуство од прво до трето одделение слободно можам да кажам дека се одвива во најдобар ред согласно планот и протоколот од МОН. Што научивме од претходното искуство? Јас се уште стојам на ставот дека покрај сите негативности кои ги носи овој вирус, нели? Јас гледам можност за искористување на ситуацијата за информатичка надградба на наставниот кадар. Јас сум убеден и цврсто верувам дека оваа состојба во која се наоѓаме ни донесе многу позитивен пресврт во нашиот образовен систем и дека по враќање на училниците ниту еден наставник веќе нема да користи класичен пристап во своето предавање, туку ќе го имплементира новиот и модерен метод на работа. Придобивката од ваквиот вид на настава ќе ја видиме откако ќе се вратиме нели на училишните клупи и мислам дека тогаш на наставниците ќе им биде тешко да одржуваат класична настава, туку ќе ги применуваат ново стекнатите знаења. Секако дека сето ова за нас е ново, но како што кажа и претходните говорници, на наставниците им треба обука и поддршка и јас сметам дека ништо не може да не се научи. Само доколку се има желба, може да се научи се. Благодарам многу. Доколку има прашања, повелете. Фала ти многу, Сеат. Да, ќе оставиме за крај само со прашањата. Ако сакате, значи можете и во чатот да ги напишете. Нашата следна говорничка, сакам, значи господјата Сузана Киранџиска, која е извршна директорка во фондацијата Чекор по Чекор, која исто така долги години работи во сектор образование, верувам на многу од вас. Веќе ви е позната говорничката и фондацијата, не треба некое посебно презентирање вакво. Меѓутоа, таа баш ке ни зборува за ова што Алвин го начна со дигиталните вештини на наставниот кадар, односно како еве и да се вратиме со физичка настава, нели, здравје, понатаму и ќе се врати и тоа. Како ќе се променат овие работи за трајно, на подобро, можеби. Значи, Сузана повеќе ќе ни каже за дигиталните вештини, за подготвеноста, веројатно и за перспективите во иднина. Повели, Сузана. Ви благодарам, Гоце, ви благодарам на Метаморфозис што имам чест и задоволство да учествувам на оваа дигитална конференција, која што се занимава токму со ова што е најгорливо во овој момент, а тоа е проблемите со онлайн наставата и проблемите со дигиталната подготвеност на наставниците. Се разбира покрај сите оние теми кои што еве нас не ни се толку блиски како проблемите кои што се однесуваат на медиумската писменост, меѓутоа да се надеваме дека навистина во следниот период ќе можеме и на тоа да работиме. Ова што последново го кажа Алвин околу тоа дека оваа пандемија донесе и некаква корист, колку тоа и да звучи парадоксално, јас се согласувам со него, бидејќи на некој начин оваа пандемија не втурна во онлайн учење, кое што беше единствен начин за децата и наставниците да продолжат со она што е нели наша основна преокупација, тоа е образованието и еден од главните сегменти на нашето општество. Покрај тоа што се разбира се уште и ден денес не само ние, туку сегде во светот имаме премногу проблеми на здравствен план, на план на економијата, меѓутоа во сите сегменти всушност на општеството, а образованието е еден од главните сегменти. Така што јас верувам, значи, ова дека може да биде еден
природен, нели, ако може така да се каже, експеримент, кој што исто така, кој што е многу вреден, бидејќи тука ние навистина можевме на почеток многу скромно, со многу скромни и вештини, меѓутоа и со технологија, да успееме како така да ја одржиме онлайн наставата и децата да ги задржиме, да бидат барем малку фокусирани на она што е нивно и основно право, а тоа е образованието. И тука навистина сега заедно со Министерството, кој што во текот на летото направи некакви дополнителни напори за да се обезбеди некаква онлайн заедничка платформа, успеа да некои проблеми да се надминат. Како што кажа Алвин, меѓутоа еве и Наташа, многу донатори придонесуваат за тоа на децата од ранливите групи да им се обезбедат најосновните услови за изведување на онлайн настава, тоа барем да имаат некаков уред на кој што ќе можат да се приклучат и се разбира интернет. Во многу земји тоа го прават самите држави, нели организираат, купуваат таблет компјутери или компјутери, обезбедуваат бесплатен интернет за сите своји жители. Јас се сеќавам дека во Нов Зеланд уште пред 20 години секој жител имаше добиено и компјутер и бесплатен интернет од државата за да може да функционира. Тоа беше точно пред 20 години. Ние се разбира малце доцниме во се, меѓутоа еве оваа пандемија, оваа криза не натера малце повеќе да размислуваме на тоа што е на некој начин и основно право. Наташа спомна на почетокот, нели, дека зборуваме за еднаквост и за правичност. Јас мислам дека инклузивноста е многу важна и особено е важна за овие деца од ранливите групи, децата кои што живеат во селските средини, децата кои што се од семејства, од социјално загрозени семејства и тие се првите на кои што ние треба да им помогнеме. Ние во текот на овој период, значи од кога почна пандемијата, почнавме веднаш да работиме заедно со Фондацијата Отворено општество и дел од проектот Образование на помалите етнички заедници успеавме некако да го прилагодиме и она што ни беше нас една од основните задачи како партнери во тој проект е да држиме обуки и да градиме култура на учење помеѓу наставниците преку така наречени заедници за учење. И тие заедници на учење кои што всушност е communities, and these are spaces where teaching staff have professional dialogue, exchange of experiences where they help со кои што се сеќаваат секојдневно во својата пракса. Met cilj tako predvidna praktika nature. И прилагодивме заедно за онлайн одржување. Меѓутоа и во самото тоа ние всушност видовме дека и многу наставници имаат проблеми со тоа дека немаат соодветен уред на кој што можат постојано да се приклучат, па се приклучуваат преку своите телефони, немаат стабилна врска. Значи не е само дека децата од социјално загрозените семејства и од ранливите групи и од руралните средини имаат такви проблеми, има проблеми многу наставници, бидејќи никој во своето семејство, веќе 4-члено семејство, нема 4 компјутери за да може да се приклучи. И сите знаеме дека во моменти кога интернетот е преоптеретен, дури и во градските средини се случува да имаме малце понестабилна конекција. И тоа се случуваше во нашите контакти со наставниците. Понатаму, во рамките на тој проект, ние всушност ја проширивме својата задача заедно со Институтот Отворено општество, кој беше иницијатор да се спроведе едно истражување околу тоа какви се условите и во кои што се среќаваат наставниците и со кои што работат на изведување на ова онлайн настава. И беше спроведено едно истражување за да се види во која мерка самите наставници имаат информатичко-комуникацијска технологија, кои се нивните технолошки познавања и на наставниците, меѓутоа и на учениците. Потоа исто така ја истраживме и неверодостојноста и нефункционалноста на технологијата што може да води кон застој или попречување на работата и она што го води ризикот кон, например, опасност од висок степен и нередовност или откажување на децата, неопходноста од степен на мотивираност и активност и дисциплина кај учениците и она што исто така ние сметаме дека е многу битно, тоа е отсуството на личен контакт меѓу наставникот и учениците и меѓу самите ученици. За таа цел беше
подготвен прашалник и за наставниците, за директорите и сручните служби, и потоа имавме исто така и фокус групи со наставниците, сручните служби и директорите. И се разгледува тие фокус групи исто така ги надополнија основните задачи на тоа истражување, на ова истражување, а тоа беа прашања кои што се однесуваа на условите во кои наставниците ја планираа и организираа својата работа, условите и начините на кои учениците ги примаа инструкциите и ги извршуваа задачите, тешкотиите во изведба на наставата и поддршката која што наставниците ја добија од училиштата, од надлежните тела, соработката со родителите, како и имаа можност да дадат предлози за подобрување на редовноста и вклученоста, како и квалитетот и изведбата на наставата за во следната учебна година, која што веќе се изведува и во која што и покрај сите на напредувања кои што беа направени и обезбедување на услови во многу училишта, значи се обезбедени компјутери, наставниците доаѓаат во училиштата и да ја држат наставата, меѓутоа зголеменоста на бројот на заразени исто така придонесува повторно наставниците да ја изведуваат својата настава од дома. Така што ова е проблем кој што навистина не може лесно да се надмине. И сите наставници и сите училишта, како и сите ние, се справуваме со условите кои што ни ги наметна оваа пандемија, како што знаеме и умееме. Малку само да Наташа видов дека го сподели линкот од ова истражување, така што јас во интерес на времето кое што мислам дека малце веќе го надминавме, само ќе кажам дека сите резултатите од ова истражување ги има и на веб страната на Фондација Институт Отворено општество и на Фондацијата Чекор по Чекор, така што ќе можете да ги погледнете сите оние кои што се заинтересирани за повеќе информации да дознаат. А јас само ќе кажам дека нашата фондација исто така во рамките на овој проект што се го спомнав образование на помалите етнички заедници се обиде да ги прилагоди своите ресурси и дигиталните сликовници кои што ги имавме веќе на страната на Фондацијата Отворено општество, веќе го имаме, ги прилагодивме и во форма на театар на сенки, за да можат да им бидат подостапни и поинтересни на малите ученици, кои што се всушност и фокус на нашата работа, тоа се учениците од прво до трето оделение, иако работиме во текот на нашата дејност, имаме разни целни групи. Меѓутоа за овие деца сликовниците беа прилагодени и преведени, односно прочитани од познати актери и освен што ги имавме порано на македонски и на албански, сега беа прилагодени и на турски, на ромски, на српски и на босански јазик. Така што тоа беше некој наш придонес во збогатување на ресурсите, кој што всушност Министерството за образование ги препозна и уште на самиот почеток минатата година, негде во април, им ги даде како материјал за користење, односно ги посочи, ги препорача на сите наставници од основните училишта во Македонија. Јас сега за толку, меѓутоа ако има прашања, тука сум. Да, ти благодарам, Сузана. Покрај истражувањето на степ бај степ, свесни сме и видовме и доста истражувања насочени за основното и за средното образование, ми се чини и за високот. Имаше сите се фокусира на дигитализацијата, односно дигиталните вештини, останиот кадар, достапноста на интернетот, односно недостапноста, и самата инфраструктура во училишта и така натаму. Јас лично неколку од нив ги исчитав темелно во периодов и да заклучам некој општ заклучок од сите тие истражувања и напори кои се направија лето и нешто што и Алвин спомена на некој начин. Никој не беше подготвен, никој не беше спремен за тоа што дојде во март и траеше април и така натаму. Меѓутоа евидентен беше степенот на прилагодување. Беше различен од училиште во училиште, не само помеѓу основните и средните и високите, меѓутоа многу зависеше од самите наставници, наставнички кои се во конкретно училиште, менаџментот, стручните служби и така натаму. Со други зборови, не сите подеднакво се снајдоа, за жал,
најчесто на сметка на квалитетот кој го добиваат самите ученици. Би сакал да се заблагодарам на нашите панелисти. Малку го надминавме времето, ќе ми извините, значи сега следува 5-минутна пауза, потоа работилница која ќе водат моите колеги Филип и Елена. Ве поканувам да останете, ќе биде многу интересна. И до наредно слушање и гледање. Поздрав. Поздрав.